Осцилациите на нивото на Охридското езеро штетни за рибниот фонд и растителниот свет. Екологистите сметаат дека влијание за ваквата состојба покрај временските прилики има и човечкиот фактор и вела дека мора да се изнајде начин за регулирање на нивото на водата. Состојбата на водостојот на езерото е за 17 сантиметри понизок од просекот за јуни и во моментов е на кота 693,48 метри надморска височина. На годишно ниво сега езерото испарува 350 милиони метра кубни води во атмосферава. Али со климатските промени, ако има загревање на температура на планетата Земја и воздухот се загрева, испарувањето од 350 милиони метра кубни кои сега испарува на годишно ниво може да ни се допира. Знаете што може да се десиме? 15 до 20 или до 50 метра да изгубиме обалата. Екологистот Наумовски потенцира дека треба да се донесе закон шумските зелени појаси во сливното подречје на Охридското езеро да не се сечат. Прво што треба да направиме ние, треба да донесеме закон на ниво на држава. Шумските зелени појаси во сливното подрачје на Охридсково езеро од Пресека до Светинаум и до Буково да се не сечат, да се остават, затоа што со благодарение на шумските зелени појаси ние ќе може да имаме активни извори во текот на годината кои ќе се вливаат во езерото и ќе се одржува нивото на водата 683, 60 или 80. Инаку според утренските мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, температурата на водата на Охридското езеро изнесува 21 степен Целзиусов, што е за 2 степени повисока температура од просекот за овој период од годината. Нина Ритоновска, Сител телевизија.